Кратки најави за денес. Повеќе туристи се очекуваат во лето 2022. Украинското семејство сместено во Струга се привикнува на животот далеку од татковината. Непрописното паркирање во Охрид е една од темите со најмногу пријави од граѓани во Ти си твојот град. Научниците од Хидробиолошкиот институт не го забораваат академик Синиша Станковиќ. Од полноќ поскапуваат бензините. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес времето умерено облачно, имаше повремени сончеви периоди, беше ветровито и топло со максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ќе биде умерено облачно и релативно топло. Утре над западна и југозападна Европа. Нестабилно со врнежи од дожд, проследени со ветер. Услови за слаби и локални врнежи од дожд, но постудено со пад на температурите во северна, североисточна и источна Европа. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево со локална облачност. Ке биде ветровито и топло. Дневните температури високо над повеќегодишниот просек од овој период од годината. Максималните дневни од 17 до 22 степени. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови умерено облачно со сончеви периоди, а попладне намалување на облачноста и претежно сончево време со локална облачност и до умерен слаб југоисточен и југозападен ветер, минималните од 0 до 7, максималните дневни температури во земјава од 13 до 21 степен Целзиусов. Во Охрид во вторник во првата половина од денот умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне ќе биде сончево и топло со западен ветер, минималната 4, дневната 16. Во среда не очекува умерено облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд, но ќе биде топло со температура до 18 степени. Во четврток и петок умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и високи температури. Минималната 8, дневната 17 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Атва Home Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина, без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Home Центар. Супер акција во Миса Маркети. Елефантс 80 грама 25 денари. Ледено кафе 0,2 литри 25 денари. Зотис десерт 115 грама 17 денари. Бондуел ченка 200 грама 2+1 гратис 92 денари. Шманд 900 грама 109 денари. Рукер Ајдамер кашкавал 1 кг 349 денари. Пилешки джигер 500 грама 25 денари.
Фагел 400 грама со гратис НССР 139 денари. Ервик 250 мл со фреш матик апарат 269 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Туристичките работници покажуваат оптимизам за престојната летна сезона по враќањето од одржаниот Белградски саем. Ова лето се очекува поголем број на традиционалните туристи, меѓу кои се и српските гости. На нашето крајбрежје се очекуваат полските гости, а се враќаат и израелците. Македонија се уште целосно неоткриена дестинација за српските туристи, а во фокусот на интерес се Охрид и Скопје е заклучокот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот по завршување на Белградскиот саем. По пауза од 2 години од почетокот на пандемијата, ова е прв саем на туризмот на кој се представија македонските потенцијали, а очекувањата се големи, информира Љупчо Јанески, директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Туристичките работници покажуваат оптимизам за лето 2022. Очекувам 2022 година да ни биде поуспешна од 2021 година, да имаме зголемување на странските туристи за 20 до 30% и зголемување воопшто и тотално на ноќевањата кои што треба да изнесуваат над 2,5 милиони ноќевања, со што мислам дека ќе направиме еден чекор повеќе кон одредените стратешки планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и секако на целиот туристички сектор. На врвот од остварените ноќевања и посетеност на земјава минатата година биле српските туристи покрај посетителите од традиционалните дестинации. И ова лето се очекува поголем број токму традиционални туристи, меѓу кои и од Србија. Иако туристичките работници полагаа надеж од поголема посетеност на туристи од источноевропските земји, сега не се очекуваат гости од Украина и Русија заради воениот конфликт. Минатата година од овие две земји биле реализирани околу 2,5% од вкупниот број остварени ноќевања. Поголем број туристи пак се очекуваат од Полска. Полскиот пазар очекувам и оваа година најмалце да ги достигнеме годишните бројки, покрај тоа што очекувам да бидат тие за 20 до 30% исто така поголеми, со тоа што сега за сега немаме откажувања од полските туроператори дека нема да сервисираат нашата дестинација за 2022 година. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот најавуваат враќање на израелските гости по воспоставување на чартер линијата Тел Авив Скопје. Работат на привлекување туристи од нови дестинации, но порачуваат дека е време за индивидуални промени во нашиот туристички сектор, за да се следи новата реалност во туризмот. Семејството Орловски од Украина, кое е бесплатно сместено во вила во Струга, полека се привикнува на животот далеко од татковината. Собственикот на вилата, кој го отвори својот дом, вели од хуманитарни побуди преку социјалните мрежи понудил помош за бегалци од Украина.
7-членото семејство Орловски од Запорожје, Украина, веќе десетина денови живее во Струга. Бесплатно се сместени во вила во центарот на градот и добиваат хуманитарна помош во храна и облека од стружани. Собственикот на вилата, Алберт Хани, го отвори својот дом без никаков надомест од хуманитарни побуди преку социјалните мрежи, вели понудил помош за бегалци од Украина. Не би сакале нормално да профитираме од една тага на луѓе кои што навистина заслужуваат да бидат да живеат едноставно во мир. Ние сме за сега спремни да ги поддржиме колку што можеме финансиски, меѓутоа добро дојдени се секако и помошта што ја веќе ја добиваме од сограѓаните од тука, од Струга, па и од околината во Охрид, Битола, Скопје и така натаму, значи од цела Северна Македонија има добронамерни луѓе кои што сакаат да им помогнат на семејството, а мислам дека тоа е една заедничка вредност на сите ние кои што живееме тука. Значи добродушноста, гостопримството, тоа е наша вредност и тие треба да ги зачуваме. Владимир и Марија со своите 5 деца, уште едно дете од пријатели кое го понеле со нив и кучето Миленик се привикнуваат на животот во градот на мостовите. Со голема болка раскажуваат дека во нивната земја страдаат невини жртви. Мариуполь it's too near Запорожје. Мариупол е многу блиску до нашиот град Запорожје, околу 200 километри од далеченост. Во Мариупол е ужасна состојбата и луѓето кои сакаат оттаму да пребегнат во блиските градови се жртви на војската. Ги убиваат, пукаат во миролюбиви граѓани. Марија е лекар-нутриционист, а сопругот бил благајник. Бараат работа за самостојно да обезбедуваат својата екзистенција во тага по сопствениот дом, спокојниот живот и својата татковина, од каде избегале во страв поради секојдневните пукотници, бомби и гранати, сега живеат во надеж војната што поскоро да заврши и набрзо да се вратат кај своите роднини и пријатели. Непрописното паркирање и запирање е редовна појава на сите улици во централното градско подрачје во Охрид. Сообраќајниот хаос кој се создава поради непрописно паркирање и загрозената безбедност се теми на кои пристигнуваат најмногу пријави од граѓаните во рубриката Ти си твојот град. Сообраќајниот хаос е една од темите за кои има најголем број пријави од граѓани во рубриката Ти си твојот град на ТВМ. Урбана некултура, непочитување на сообраќајни прописи, недостаток на услови за непречено и безбедно движење со велосипеди и на пешаците, непрописно паркирање, немање доволно јавен паркинг простор се дел од поплаките на охриѓани во Ти си твојот град. Непрописното паркирање и запирање е редовна појава на сите улици во централното градско подрачје. Се паркира на коловоз, на тротоари, на пешачки и на велосипедски патеки. Граѓаните со мислења дека нема доволно паркинг простор, но и дека полицијата не ги санкционира несовесните возачи. Само со казни до дисциплинирање, коментира една охриѓанка на објавата во рубриката Ти си твојот град. На што нејзин сограѓанин се надоврзува со зборовите: додека се вртат полицајците, нека им остават по една честитка на непрописно паркираните, а исто така има и пајак, нека помине неколку пати. Други граѓани коментираат дека нема паркинг, а и тој што го има е скап. Градат згради, а никаде паркинг, или после го пренаменуваат во деловен простор. Ниту подземна, ни надземна, ниту подводна гаража нема во градов, коментира охриѓанка. Друга граѓанка со апел до локалната власт да го реши хаосот кој се создава пред училиштата од родители кои со автомобил ги носат и земаат децата од училиште. Таа вели: ученици кои одат пешки на училиште не можат да поминат од родителите со автомобили, да се кабаат и во училница би влегле со автомобил да ги остават своите деца. ТВМ во континуитет објавува за хаосот со паркирањето во Охрид. Во последниот прилог на почетокот од месецов од СВР Охрид за ТВМ информираат дека полицијата ќе ги засили контролите за ставање поголем ред во паркирањето во градот и ќе има помала толеранција кон несовесните возачи. Глобите за непрописно паркирање се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност, зависно од локацијата каде е направен прекршокот. Во првите 2 месеци од годинава, полицијата напишала 107 платни налози за непрописно паркирање на територија на општина Охрид. Останува да видиме колку казни ќе бидат изречени по најавата за интензивирање на контролите.
Хидробиолошкиот институт ја одбележа 130 годишнината од раѓањето на академик Синиша Станковиќ. Лимнологот, влюбеник во Охридското езеро, е иницијатор за формирање на институтот. Денес хидробиолошки е реномирана научна установа која го проучува живиот свет во Охридското езеро. Охридските научници од Хидробиолошкиот институт ја одбележаа 130 годишнината од раѓањето на академик Синиша Станковиќ. Професор доктор Трајче Талески, вработен во оваа научна установа, сподели детали од животниот пат на научникот и иницијаторот за основање и изградба на хидробиолошката станица во Охрид. Синиша Станковиќ е роден во Заечар, Србија, а неговото семејство води потекло од тетовското село Пожаране. Животниот пат и образованието го водат од малото место Заечар во Неготин, па на биолошкиот факултет на Белградскиот универзитет, а оттаму во Франција, каде што докторира. Во 1922 година ја почнува универзитетската кариера и е избран за член на Српската академија на науките, кажува доктор Талески. Значи, на некаде 40 некоја година станува академик. Бил професор на природно-математичкиот, односно на биолошкиот факултет на универзитетот во Белград, предавал на ветеринарниот факултет, на филозофскиот факултет и на земјоделскиот факултет, се разбира. Дошол во Македонија, односно во Охрид, 1922 според некои податоци, и тогаш се заљубил во Охридското езеро и рекол дека, мислим, ја свати суштината на езерото и на флората и фауната која што живее во него. И она што се знае е дека во тоа време се родила и идејата да се оформи еден институт кој што ќе го проучува, детално ќе го проучува Охридското езеро. На иницијатива на академикот е почната да се гради зградата на хидробиолошката станица во 1921-22 година, а институтот е формиран во 1935 година. Со тоа научникот Станковиќ ги поставил темелите на денешниот завод кој низ годините се развива и прераснува во институтот стратешко значење за државата, подвлекува професор доктор Орхидеја Тасиска, директорка на Хидробиолошкиот образовен научен институт. Благодарение на неговите заложби, институтот го понесува епитетот на прва ваква научна институција на Балканот. Самото основање на тогашната хидробиолошка станица представува пресврт во проучувањето на Охридското езеро и неговиот жив свет, затоа што нормално се создадени услови за тоа континуирано да биде проучувано и систематски и детално да бидат проучени сите односи во животната заедница во Охридското езеро и целиот жив свет во него. Во 1944 година институтот влегува во регистарот на научно-истражувачки институции во Македонија. Институтот е организиран во 10 оделенија со научен кадар, од кои 12 се доктори на науки и 2 магистри. Едукативен перформанс за превенција од трговија со луѓе изведоа од клубот на млади при Црвен крст Охрид. Младите волонтери преку герила акција во дворот на гимназијата се обидоа да ја покренат свеста за феноменот на модерното робство. Младите волонтери на Црвен крст Охрид од клубот на млади како сертифицирани врснички едукатори за трговија со луѓе осмислија и реализира едукативен перформанс за превенција од трговија со луѓе кој денес како герила акција го изведоа во дворот на гимназијата Свети Климент Охридски во Охрид. Целта на овој перформанс беше да се покрене свеста кај младите и тие да се едуцираат за овој социјален феномен на модерно робство, ризиците и ужасите на трговијата со луѓе, но и за начините како да се заштитат. Учениците и професорите настанот го следеа од прозорите на своите училници, а можеа да видат 3 сцени на кои врсничките едукатори на Црвен крст прикажуваа жртви на сексуална експлоатација, на трговија со деца и експлоатација на труд. Во позадина раскажувачот ги информираше гимназијалците со најважните податоци и опасности околу трговијата со луѓе. Пораката за младите е јасна и силна, како да се заштитат. Темелно истражувајте и распрашувајте се за понудите за работа, патување и размени. Секогаш имајте копии од вашите документи кај семејството. Бидете внимателни при запознавање непознати луѓе во непознати места. Кога сте во странска држава, особено на екскурзии, не се делете од групите и не одете на непознати места.
Избегнувајте ризични облици на однесување и најважно, информирајте се и останете едуцирани, порачуваат младите од Црвен крст Охрид. Од 29 до 31 март ќе се одржи сајам на книгата во организација на библиотеката Григор Прличев. Читателите ќе можат да одберат книги од проектите на Министерството за култура и владата. 130 тома македонска книжевност, врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа, звезди на светската книжевност. Направен е и избор од книги за продажба од сопствената продукција на библиотеката. Саемот за посета сите 3 дена ќе биде отворен од 10 до 18 часот. Дојдете и збогатете ги вашите библиотеки со дела со трајни вредности, а со купувањето на овие изданија ќе го поддржите и развојот на библиотеката, велат од установата Григор Прличев Охрид. Од полнок цените на евродизелот, бензините БС-95 и БС-98 поскапуваат за 1,5 денари за литар, а за 3 денари поскапува екстра лесното масло за домаќинство. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,2% во однос на одлуката од 25 месецов. Според тоа, новата малопродажна цена на литар Евро Супер 95 изнесува 83,5 денари, а 85,5 денари на Евро Супер 98. Литар Евро Дизел ќе се продава по цена од 87,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 84 денари. Нагорна корекција за 1,140 денари има кај цената на мазотот и килограм ќе чини 57,347 денари. Трагично заврши потрагата по 63-годишниот охриѓанец кој исчезна на 21 март. ТВМ изразува искрено сочувство до семејството. А во продолжение на дневникот да ги погледнеме вестите од светот. Следната рунда преговори меѓу руската и украинската делегација ќе се одржи утре во Истанбул, соопшти турското претседателство. Портпаролот на претседателството Ибрахим Калим за CNN изјави дека разговорите ќе се одржат во вторник. Од кабинетот на турскиот претседател претходно беше соопштено дека Реджеп Тајип Ердоган и рускиот претседател Путин се договориле средната рунда преговори меѓу делегациите на Русија и Украина да се организира во Истанбул, но не беше прецизирано кога. Главниот руски преговарач Владимир Медински претходно изјави дека страните се договориле да се сретнат и најави дека тоа ќе се случи во вторник и среда. Сепак, украинскиот пратеник и член на преговарачкиот тим Давид Арахами претходно на Фејсбук изјави дека следната рунда разговори меѓу Украина, Русија и Блице ќе се одржи во Турција од понеделник до среда. Турција се надева дека предстојните преговори меѓу делегациите на Русија и Украина ќе доведат до мир во Украина. Свесни сме за одговорностите кои произлегуваат од довербата меѓу двете страни кои ја имаат во Турција. Се надеваме дека средбите ќе резултираат со траен прекин на огнот и ќе возможат мир, изјави Чавушоглу на Твитер. Кина го воведе најголемиот карантин на територијата на еден град откако започна пандемијата со COVID-19 пред повеќе од 2 години. Шангај ќе биде затворен во 2 фази во текот на наредните 9 дена, а надлежните истовремено ќе ги тестираат граѓаните. Овој град, важен финансиски центар, речиси 1 месец се бори со нов бран на COVID-19, иако бројот на случаи не е висок според меѓународните стандарди. Властите досега беа против затварање на градот од 25 милиони жители за да избегнат дестабилизација на економијата, но откако на 27 март е забележан најголем пораст на дневен број на позитивни случаи во Шангај уште од првите денови на пандемијата, надлежните попуштија. Заклучувањето ќе се одвива во 2 фази. Источната страна на градот ќе биде затворена од 28 март до 1 април, а западната од 1 до 5 април. Јавниот превоз е во прекина, компаниите и фабриките ќе мора да запрат со работа или да работат од дома, соопштија надлежните власти. Пожарникари се обидуваат да изгаснат пожар кој избувна на новиот терминал во изградба на меѓународниот аеродром во Кувајт. Портпаролот на Кувајското министерство за внатрешни работи изјави дека се уште не е позната причината за пожарот и дека засега не е познато дали има повредени лица. На социјалните мрежи се објавени фотографии на кои се гледа како теменчат излегува зад авион на пистата, пренесува Associated Press. Како што се наведува, денес се одложени некои летови, ако надлежните од цивилната авиација
ја тврдат дека тоа не е поради пожарот. Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот во градот Хадера во централен Израел, при што загинаа 2 лица. Исламска држава на Телеграм објави дека во нападот загинале 2 војници, а 10 се повредени. Предходно израелските безбедносни представници соопштија дека 2 вооружени арапски напаѓачи отвориле оган и убиле 2 лица во Хадера на 50 км северно од Тел Авив. Во извештајот се посочува дека напаѓачите се елиминирани. Ова е втор напад за помалку од 7 дена. Во Јужен Израел напаѓач под влијание на Исламска држава избоде до смрт 4 лица. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.